Благодарам, господине Джафери, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Очигледно, колегата од СДСМ ја сгреши темата, затоа што денеска на тема е разрешувањето на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева, а не разрешувањето на специјалниот јавен обвинител Христијан Мицковски. Меѓутоа, најчесто стравот преминува во обсесија и тоа е видливо во сите изјави и говори на пратениците и функционерите од Социјалдемократскиот сојуз. На почетокот, сакам да известам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата бара оваа седница да се свика многу порано, повикувавме неколку пати, пошто во четвртокот поднесовме и официјално барање за свикување на седницата со истава оваа точка на дневен ред. СДСМ и парламентарното мнозинство не ја прифатија иницијативата за итна седница за разрешување на Катица Јанева на барање од пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата. СДСМ и Зоран Заев очајно на секој начин пробуваат да ја спасат Катица Јанева. Изговорот на парламентарното мнозинство за несвикување на итна седница за разрешување на осомничената Катица Јанева е паушален и спротивен на деловникот на Собранието. Согласно член 67 став 2 од деловникот на Собранието, седница може да се свика по барање на најмалку 20 пратеници, а согласно член 68 став 2, во итни случаи седницата се закажува во пократок рок од 10 дена, а дневен ред со материјали може да предложи на самата седница. Образложението за несвикување на седницата, бидејќи нема материјали, не е точно. Пратеничката група на ВМРО ДПМН, заедно со барањето за свикување на итна седница, достави и материјал за истата. А денес гледаме дека се разгледува токму тој материјал што ние го доставивме во прилог на барањето за свикување на оваа седница. Меѓутоа, веќе на целата јавност е јасно. СДСМ и Зоран Заев мораа да ја заштитат Катица Јанева од разрешување, бидејќи со штитењето на Катица Јанева се штитат самите себе. Најпрвин, согласноста што ја давате ви е спротивна на законот. Односно, ова се однесува за колегите од СДСМ. Односно, на член 18, став 1 од законот на СЈО, за каде што јасно е наведено дека во став 1 јавниот обвинител се разрешува од функцијата пред истекот на мандатот, поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на функцијата. Доколку Советот на јавни обвинители започне постапка за разрешување на јавниот обвинител, Советот на јавните обвинители во разумен рок ќе достави извештај за утврдената фактичка состојба и основите за разрешување до Собранието на Република Македонија. Ставот 2 од истиот член вика дека врз основа на доставен извештај од страна на Советот на јавни обвинители на предлог на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата до Собранието на Република Македонија по претходна согласност на 4 политички партии со најголем број на пратеници во Собранието на Република Македонија, Советот по предлог на Собранието на Република Македонија го разрешува јавниот обвинител. Собранието го утврдува предлогот за разрешување на јавниот обвинител до Советот на јавни обвинители со двотретинско мнозинство, вклучувајќи ги гласовите на пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство, и ќе го поднесе истиот тој извештај до Советот на јавни обвинители. Дополнително, и самата согласност ви е контрадикторна, очигледно имате проблеми со толкувањето и познавањето на законите или повторно по не знам кој пат сакате да застанете во одбрана на криминалот и криминалците. Дописот, кој што го имате доставено, ви е насловен како известување, а подолу во истиот велите дека давате согласност до Собранието да упати предлог до Советот на јавното обвинителство да расправа за основите на наводите за нестручно и несовесно работење на Катица Јанева. Имено, законот во член 1 став член 18 се извинувам, став 2 бара согласност од партиите, а не известување. Понатаму,
во делот од дописот, каде што велите дека давате согласност собранието да упати предлог до Советот на јавните обвинители да расправа за основата на наводите за нестручно и несовесно работење, е една целосна безсмислица, бидејќи веќе Советот еднаш расправаше за основаноста и достави извештај за утврдената фактичка состојба со број 03/133/6 од 29.8.2019 година, кој извештај го разгледа Комисијата за прашања на изборите и именувањата и врз основа на тој извештај одлучи едногласно да му предложи на собранието да ја разреши Катица Јанева од специјален јавен обвинител поради незаконито, нестручно и несовесно вршење на функцијата. Така гласи и предлогот што го добивме и што ќе го изгласаме на оваа седница. Согласно член 18 став 2, после доставувањето на извештајот до Советот на јавното обвинител, собранието го утврдува предлогот за разрешување на јавниот обвинител до Советот на јавни обвинители. А Советот по таквиот предлог само го разрешува јавниот обвинител и не се впушта во повторна расправа за основаноста во наводите кој сам ги навел во извештајот. Ова сакам да го објаснам, за да сме на чисто пред јавноста. Да знаат само кој во оваа држава работи спротивно на законот и кој се труди цело време да заштитува криминалци. Како останатите три најголеми партии по број на пратеници успеа да достават согласност, во согласност со членот 18 од законот, а само СДСМ и Зоран Заев не. И различна од едногласно изгласаната одлука на Комисијата за прашањата на изборите и именувањата, па дури и различна од барањето, односно писмото на за согласност, испратено од господинот Тадал Џафери, укажува дека акцијата за спасување на осомничената Катица Јанева е почната многу ододамна. Хронолошки ретроспективно, во целиот овој случај има многу матни и сомнителни моменти. Од моментот и датумот на пријавување на случајот до тоа кој на вистина го пријавил случајот во јавното обвинителство. Но од почнувањето со предистрагата и моментот кога е почната постапката е во јавното обвинителство. Начинот на водење на постапката, губењето на телефоните, па нивно пронаоѓање, давање устна наредба за форматирање на компјутерите и бришење на податоци од специјалното јавно обвинителство. Незакажување на итна седница за разрешување на специјалниот јавен обвинител на барање на пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, како и согласноста на СДСМ за разрешување на Катица Јанева, каде што намерно е изоставен делот за незаконска работа во разрешувањето. И тука ќе го поставам прашањето до колегите од СДСМ. Зарем навистина мислите дека Катица Јанева е во притвор за нестручно и несовесно работење? Зарем навистина мислите дека незаконското работење не ја однесе Катица Јанева во притвор? Колеги од СДСМ, флоскулите, правда, правдина, владење на правото, транспарентноста, право мора да има, ги закопавте длабоко во земја. Постапките и штитењето на истрагите од рекет ве прават соучесници во криминалот и целата оваа криминално-обвинителско-рекетарска афера. Самото тоа, што во секој говор го спомнувате Христијан Мицковски, го покажува стравот од него и ВМРО ДПМН и од она што следува во наредниот период. Но тука, драги колеги од СДСМ, едно нешто заборавате. Џабе вие што отпосле го изоставивте делот за незаконско работење, бидејќи со гласањето на одлуката во Комисијата за прашања за изборите и именувањата, вие признавте дека се работи за незаконско, нестручно и несовесно работење на осомничената специјална обвинителка Катица Јанева. Јанева мора да биде разрешена денес, а со тоа се потврдуваат и неколку годишните констатации на ВМРО ДПМН дека Катица Јанева и СЈО единствено служеа како алатка за политички прогон, селективна правда
и бранење на криминалиите на Зоран Заев и СДСМ. Дополнително, апелираме до Советот на јавни обвинители да свика итна седница за разрешување на Катица Јанева и да постапи по предлогот на Собранието и истата да ја разреши пред незиниот законски истек на мандатот. Ви благодарам. Ви благодарам и вам.